Умствена гимнастика со Христина Рунчева-Тасев. Отворање на прашања од областа на применетата филозофија, анализа на тематски подрачја кои го следат духот на новото време и слободната критичка мисла. Човековата личност е во фокусот на вниманието и нејзиното соочување со современите предизвици на денешницата. Добро вечер, драги слушатели. Вие сте на брановите на Радио Слободна Македонија. Моето име е Христина Рунчева-Тасев, доцент на Правниот факултет Јустинијан I, и во наредните 60 на минути ќе ве водам низ ова најново издание на умствена гимнастика, воедно и празнично, роденденско. Имајќи предвид дека нашето радио денес слави роден ден, па овде би сакала да ги споделам моите желби и честитки упатени токму до екипата која што вредно работи во позадина на умствена гимнастика, меѓутоа и целиот тим на Радио Слободна Македонија, кои што навистина професионално во целиот овој период ги обавуваат своите обврски поврзани со нашата и ваша емисија. И токму во ова празнично издание на умствена гимнастика ќе ве водам низ една интересна тема за која што секогаш ми е предизвик да дискутираме, а тоа е добрите вештини на убавото говорење, и не случајно ја искористив оваа прилика да зборуваме за ораторството или за вештината на убавото зборување, токму 2 дена откако заврши познатата ораторска вечер и во Пухан, која што традиционално се одржува на Правниот факултет. И оваа година по 19 пат се одржа оваа ораторска вечер и на мое задоволство овде заедно со нас во студиото на Радио Слободна Македонија се победникот на овогодинешното издание на ораторската вечер Жанета Богоевска и Кристијан Милошевиќ, кој што е трето награден на ораторската вечер и во Пухан. Добро вечер и добре ни дојдовте на бреновите на Радио Слободна Македонија. Добро вечер, добро ве најдовме и ви благодарам на поканата. Се надевам дека заедно со нас ќе бидат и нашите слушатели, оние кои што сакаат да не гледаат, може тоа да го сторат. Имаме лайв видео стриминг на rsm.mk, може слободно и да не следите во живо. Поминаа 2 дена откако заврши ораторската вечер, па еве, Жанета и Кристијан, ќе ми кажете, ги средивте ли впечатоците после возбудливата вечерта на беседи? Да, па еве некако сега се чувствуваме полесно, помина она голема еуфорија, сплесна големите впечатоци, размисливме околу нашиот настап. Во секој случај имаше многу позитивни критики околу оваа ораторска вечер и се беше многу убава. Апсолутно, со оглед на тоа дека јас прв пат настапувам на ораторска вечер на Женета, веќе тоа е традиција. Навистина прекрасно, еден фантастичен настан кој што навистина е обележување на правниот факултет, дека нели секој правник е одличен оратор и треба да биде одличен оратор, така дека во таков едно свечен настан кој што навистина беше прекрасен, на кој што ние успеавме да ги доловиме нели нашите поенти, да забавуваме публиката и публиката да биде понесена од нашите говори. Токму така, имавте интересни говори, малку повеќе околу инспирацијата за изборот на тема за вашиот говор, воедно и околу техниките и вештините на убавото говорништво ќе позборуваме после музичката пауза. Токму така, вие слушате умствена гимнастика во ова празнично роденденско издание на емисијата. Заедно со нас се Жанета Богоевска и Кристијан Милошевиќ, прво наградената и трето наградениот на овогодинешното издание на ораторската вечер и во Пухан. Жанета, веројатно возбудата беше голема. Кога сте првонаграден, адреналинот расте, може би во моментот на доделување на самата награда и не сте свесни за успехот. Меѓутоа, пред да се случи вашиот говор и да ја добиете наградата, верувам дека поминавте долго време во изборот на тема, подготовката на говорот и едноставно самата презентација која што е и најзначајна. Што беше пресудно за првата награда според вас? Мислам дека оваа година, со оглед на тоа дека ова е 4-та година како настапувам јас на ораторските вечери, мислам дека пресудно за да добијам оваа награда покрај моето искуство изведбата беше она големо истражување кое што се случи од моја страна за мојот говор, кој што беше поврзан за бегалската криза. Мислам дека оваа година темите налагаа голем број на истражувања. Многу повеќе се посвети време на овие говори оваа година
година од претходните години кога сме говореле на слободни теми. Зошто? Затоа што бегалската криза е со или без граници една од темите кои што беше, меѓу другото и марихуаната, легализација со медицински цели или тоа е втората тема која што беше нова ораторска, бараат истражувања и премногу добра подготовка. Во мојот говор имав многу информации, имав поенти кои што публиката ги знаеше, меѓутоа можеби не ги говореше јавно. Го извади фуна најдоброто според мене поврзано со бегалската криза и тоа е нештото кое што мислам дека ја допре публиката со оглед на тоа дека бев 4 пати прекината со аплауз на поентите кои што навистина сакав да ги доловам. Публиката навистина многу добро изреагира на овој говор. Кои беа носичките столбови на вашиот говор? Кои беа поентите на кои што се задржавте и велите публиката ги одобри и ги поздрави? Да, старата дама или Европската унија со предизвикот бегалска криза, односно она што не можеше да се носи Европската унија со бегалската криза, Македонија, како Македонија го понесе сето, спорот со Грција, кој што беше исто така една од моите поенти, односно блокирањето на тие 20 милиони евра поврзани за бегалската криза кај Македонија од страна на еврокомесарот за миграција Димитрис Аврамополус, споредбата на Европската унија и европските вредности, односно дека во моментов велам во еден дел, ќе цитирам од говорот, Роберт Шуман се превртува во сопствениот гроб затоа што ние немаме патиштата кои требаше да водат кон единствени за секогаш мир на Европа. Односно дека Европската унија ги погази сопствените вредности со тоа што почна по надворешната граница да ги затвара границите и проблемот кој што надалеку се зборуваше, меѓутоа еве сега некако пукна тиквата во однос на тоа, односно Шенген зоната и како не функционира Шенген зоната. Според вас, кога ќе дадете една оцена во однос на тоа како Европската унија се справува со актуелната бегалска криза, сметате ли дека потврли целосно? Мислам дека потврли. Тоа е и она што го произнесов низ целиот мој говор, дека потврли и дека вистинските вредности на Европската унија се погазија овој момент во однос на бегалската криза. Така. Кристијан, при вашиот настап веројатно се служевте со одредени тези кои што ви служаа како инспирација. Ги сумиравте впечатоците, си најдовте забелешки веројатно, бевте критичен према себе си. И кои се заклучоците еве после неколку дена откако заврши ораторската вечер? Да, тезата која што јас ја одбрав на ова беше исто така за бегалската криза, Европа со или без граници. Така да повеќе се задржав на овој момент дали Европа да биде или да не биде со граници, му дадов еден, како да го кажам, малце подруга димензија на сето тоа. Границите ги представив не само како граници на копното или на водата, туку границите кои што самите ние ги ствараме едни помеѓу други. Со оглед на тоа дека европјаните како такви не ги сметаат луѓето кои што доаѓаат од другите места дека се исти како нив, дека ги сметаат за пониско ниво од нив. Токму тоа беше главната поента која што се протекуваше низ мојот говор за тоа како ние треба првин да се прифатиме самите себе си, потоа да ги прифатиме и другите, бидејќи сепак сите сме луѓе, сите сме од крв и од месо и сите размислуваме на ист начин и сите имаме можност да го направиме истото без разлика на тоа дали е нашата кожа црна, бела, жолта или било каква. Токму тоа беше вистинската поента. Бев само критичен спрема себе од тоа како го изведов говорот, сепак кога излегов и кога ја погледнав публиката да беше огромна публика, сметам дека малото искуство кое што го имав, сепак тоа е само од прв надпревар на ораторската вечер и опухан, беше едно од пресудните фактори кои што доведоа до тоа. Можеби комисијата која што ме слушаше да стави во својата глава дека сепак останатите беа нели малку посигурни во својот говор, малку поконзистентни во тоа што го работеле. Сепак сметам дека ова е одлично за еден почеток и сметам дека понатаму ќе станувам што е можно подобар и да можам да ги искористам своите квалитети кои што ги имам и ораторски способности за да нови достигнување, пренесување на уште подобри пораки до публиката, да биде публиката што е можно повеќе информирана од страна на моите говори, да може да свати која е мојата поента и зошто јас всушност застанав на таа говорница, зошто говорев пред нив, зошто се трудев да им објаснам дека сите ние сме луѓе и дека секој од нас во себе носи своја убавина и дека не треба себе си да се одделуваме според тоа дали сме европејци, балканци или бегалци.
Така, кога ќе ги сумирате впечатоците, според вас, што има клучна улога во однос на тоа каков ќе биде успехот на ораторската вечер? Дали е тоа говорот, содржината на самиот говор, тезите, начинот на кој што ќе го изнесете, комуникацијата со публиката, тремата, што е она што според вас има клучно значење за да се постигне одреден успех како што вие тоа го сторивте овој пат? Јас би одел малку процентуално во сето тоа. Например, говорот како содржина би имал некој 20 до 25% во сето тоа. Начинот на кој што ќе го изнесеш дефинитивно оди некој 60% и останатите 20% влегуваат во тоа како ќе се однесуваш ти спрема публиката, физичкиот однос кој што ќе го оддадеш како оратор и како говорник, колку ти ќе бидеш самиот сигурен во текстот, колку ти ќе умееш добро да ги изведеш сите оние фацијални експресии, сите оние body language или говор на тело кој што би успел да го направиш за да може публиката да го прими текстот што е можно поблиску до себе. Така да процентуално тоа би било според мене една рамка во која што секој говорник би требало да исполни доколку би сакал да има успешен говор кој што публиката ќе го разбере, ќе го прифати и сето тоа ќе го почувствува, што е многу побитно од сето тоа, затоа што сметам дека говорот не само што треба да биде разбран, треба да биде почувствуван од страна на публиката. Така. Да, апсолутно се сложувам. Сите овие сегменти или патишта кои треба да ги помине говорникот во текот на својот говор се нешто што мора да тече континуирано. Во соглед на моето искуство, покрај тоа што 4-та година се надпреварувам на ораторските вечери, меѓу другото сум и председател на клубот на оратори и се соочувам секојдневно со нови кандидати кои доаѓаат да ја научат вештината на говорење и сметам дека ораторот е оној кој може апсолутно да го добие оној фидбек од публиката само на својот начин, со својата изведа. Доколку се говори од срце, доколку се говори чисто, публиката и во дел од речениците кога можеби нема да ја разбере тезата која вие сакате да ја пренесете, доколку тоа биде од срце, доколку биде на еден начин доближено, поблиску до публиката, публиката е таа која што ќе изреагира на говорот. Нормално, не може да се говори се, и говорот е многу битен, тезите се многу битни, затоа ние се подготвуваме, затоа што јас се водам од она дека мора да бидеме доволно спремни, затоа што секогаш се наоѓа некој во публиката што знае многу повеќе од вас за темата која вие сопствено ја говорите. Мора да бидете спремни на тоа дека некој знае повеќе од вас во публиката, да бидете спремни и комплетно да ги произнесете своите ставови и аргументи оние кои што се водечки во текот на говорот, што ја подигнуваат публиката и ве возвишуваат вас самите во својот говор. Токму така, иако привилегија е да се говори на ораторската вечер Иво Пухан, но од друга страна е еднонасочна комуникација, затоа што имате можност само да го изнесете вашиот говор без при тоа да добиете соодветен фидбек, односно повратна сигнализација која што се сведува само на аплауз. Во услови кога би имале настап, каде што се дозволени прашања, тогаш ќе мора да ја владеете темата навистина многу подобро од она што значи еднострано изнесување на фактите и аргументите. Навистина ораторството дава можност за широко поле за дискусија. Веројатно и голема инспирација е да се води клубот на оратори, меѓутоа малку повеќе за оваа тема ќе позборуваме после кусата пауза за музика и реклами. Токму така, слушате умствена гимнастика, заедно со мене и моите гости, Жанета Богоевска и Кристијан Милошевиќ, 20-та наградени на овогодинешното издание на ораторската вечер Иво Пухан. Кога зборуваме за ораторската вечер, несумнено е да не ја поврземе со клубот на оратори кој што активно работи и кој што го води Жанета, која што оваа година го освои првото место на ораторската вечер. Од каде инспирацијата да се биде дел од клубот на оратори? Дали тоа значи дека љубовта кон убавото говорење тлеела веќе подолго време? Да, па можам да кажам дека веќе 7 години се занимавам со јавното говорење и желбата за ораторство и риторички вештини се многу удобна она што велите вие тлеат во мене. Меѓутоа ораторството јас се водам од максимата дека поетот се раѓа, а ораторот се создава и едноставно тоа е една вештина која што со многу труд и со многу љубов се постигнува оној врв стадиум. Меѓутоа секогаш велам дека за ораторството човек не треба да биде суетен. Во оној момент кога ќе стане човекот суетен, треба да прекине да се занимава со оваа професија од причина што ораторството се надоградува. Не можете да го достигнете оној најголем врв. Секогаш може нешто подобро во однос на ораторството и оно што се велиле риторички вештини. Така, предизвик ли е да се води клубот на оратори? Колку членови имате? Еве, Кристијан, вие сте дел од
клубот на ораторите? Вклучен сте активно? Какви се активностите на клубот, ме интересира? И постои ли можност некој кој што еве не е студент на Јустинијан I, на правниот факултет Јустинијан I, да се приклучи кон клубот на оратори? Апсолутно, да. Значи, клубот на оратори отворени се вратите за секој заинтересиран човек кој што сака да се занимава со јавно говорење и реторички вештини. Не мора да биде студент, кај нас има средношколци, има вработени луѓе кои што доаѓаат, кои сакаат да ја поминат нашата традиционална обука. 2 пати годишно клубот на оратори организира обука за јавно говорење и реторички вештини, што туку сега во месец ноември заврши нашата традиционална обука за јавно говорење и реторички вештини. Секоја година во текот на оваа обука каниме гости кои што се занимаваат со ораторството и имаат некаков бенефит од ораторството, а меѓу другото се и луѓе кои што се занимаваат во на елита која да не се занимава со јавното говорење и секогаш сме многу посетувани затоа што во последно време верувам и гледам дека ораторството стана голема потреба во нашето општество. Така. Кристијан, поминувате ли дел од времето во клубот на оратори или може би сега, после усвоената награда на ораторската вечер, сте мотивирани малку повеќе да се посветите на ораторството? Спомнавте дека прв пат оваа година земате учество на ораторската вечер. Да, прв пат оваа година земам учество на ораторската вечер и да, би сакал да се вклучам повеќе во клубот на оратори, бидејќи сепак ораторството, како што кажав и преска, за мене представува нешто кое што оди заедно со мојата струка, бидејќи студирам на правни студии. Сметам дека секој правник треба да биде добар оратор, бидејќи нели ако на докторот му е потребен стетоскоп, на машинецот да му е потребна бормашина, нас не е потребен добриот збор и да знаеме како да го изразиме. Токму затоа сметам дека треба да бидам дел од ораторскиот клуб и сметам дека голем дел од студентите кои што студираат право треба да бидат дел од истиот клуб за да можат да си ги подобрат своите реторички и говоречки вештини. А моите реторички и говоречки вештини беа надградувани уште порано во средното образование, бидејќи тогаш настапував на 2 државни надпревари по ораторство. Уште тогаш веќе започнав нели со тоа начин на говорење, како да се изразуваш. Понатаму исто така бев дел од драмска група која што исто така, нели како што знаете, секој глумец треба да држи определени реторички вештини во себе. И токму затоа специјалната награда која што ја добив Бранко Ѓорчев ми е посебно драга за најдобра интерпретација. Навистина ми е драго бидејќи сепак тоа бил еден актер кој што редовно посветувал внимание на ораторите и на нивните говоречки вештини, бидејќи сепак актерите се едни од тие кои што навистина многу добро ја познаваат таа техника и тој начин на говорење, како тоа треба се да изгледа. Оваа година исто така би му се заблагодарили на актерот Дејан Лилик, кој што навистина се потруди околу нас да изгледаме така како што изгледавме на оваа ораторска вечер, да бидеме навистина подготвени, нашите способности говоречки да може да ги доведе до она ниво каде што би звучеле онака баш како што звучаа за публиката, да може да го прими тоа на најдобар начин. Јас за среќа имав работено со покојниот Бранко Ѓорчев. Така долги генерации работеше тој со студентите. Да, Дејан Лилик и покојниот Бранко Ѓорчев работеа во подготовките, на финална фаза од подготовката на ораторската вечер, освен менторите, професорите на правниот факултет, во последната фаза не подготвуваат актери. Оваа година беше само актерот Дејан Лилик, кој што придонесе и особено направи многу добри оратори од нас, затоа што некако он како шлагот на јаготката заврши финално со нас, меѓутоа она што најмногу ни беше потребно беше дадено од него. Така, колку време траат подготовките за еден настап? Настапот е релативно краток, трае само неколку минути, 5 минути. Да, 5 минути бивме ограничени. За тие 5 минути ограничување, кога ќе спомнете дека вие се подготвувате, вежбате, макотрепно работите месеци наназад, тоа навистина звучи чудно за некој кој што е лаик. Да, меѓутоа тоа е многу потребно, значи започнуваме најпрвен со пријавување на ораторската вечер, се распишува конкурс на правниот факултет, кандидатите се пријавуваат и после има еден вид на селекција. Кандидатите пишуваат говор, секој кандидат добива собствен ментор. Во овој момент сакам да се заблагодарам на мојот ментор, професорот Бучковски, кој што помогна многу во текот на мојата фаза и подготовката. После имаме полуфинале, каде што се избираат 10 кои ќе влезат во финале и финалниот настап. Иако изгледа тоа дека за тие 5 минути не треба толку подготовка и тоа како треба многу да се подготвиме за еден настап од 5 минути за да изгледа онака како што изгледавме ние во средата.
Така. Да, апсолутно. Секој оратор, или како што кажав, според мене треба да поседува и некој посебен талент во кој што на кој што може да се надградува, но сепак нека не го залажува тоа, бидејќи секогаш има луѓе кои што со вежбање ќе можат да го надминат тој талент, така да колку и да го поседува тој талент, секогаш треба да се вежба повеќе за да биде што е можно подобар. Како што кажа или Жанета, нашите ментори кои што ни беа доделени на почетокот навистина многу ни помогнаа. Лично мене ми беше менторка професорката Весна од филозофскиот факултет, која што навистина многу ми помогна при подготовката на содржината на текстот, бидејќи сепак не изие струка тоа да точно знае да го погоди вистинскиот збор во вистинското време на вистинското место и да звучи тоа прекрасно како што звучеше. Така. За да може да ја допре публиката во вистинскиот момент, затоа што самиот јавен настап, јавното говорништво бара да споите многу елементи во вас, и добрите тези, меѓутоа и начинот на самото излагање, начинот на презентација, да ја допре публиката и да може да реагира соодветно на она што ќе го изнесете. Овде ќе направиме една куса пауза за реклами и музика и му се враќаме на следниот блок од нашиот разговор, во кој што ќе позборуваме малку повеќе за предизвиците на младите студенти по право и политички науки на правниот факултет Јустинијан I. Во умствена гимнастика зборуваме за вештините на убавото говорење и неслучајно една древна максима вели дека добриот оратор пред се треба да биде и добар човек. Веројатно ќе се согласите дека за да протече добра мисла од вас, мора да имате добро срце, отворено срце и добра мисла. Меѓутоа, еве кога веќе зборуваме за говорништвото, за убавото говорење, рековме дека тоа е само еден од предизвиците кои што го прифаќате во текот на градењето на вашата кариера. Жанета како млад политиколог, Кристијан како млад потенцијален правник. Каков беше предизвикот да се студира на правниот факултет? Од каде желбата, од каде таа иницијатива и како се чувствувате како студенти? Апсолутно, од секогаш сакав да бидам дел од правниот факултет, односно од политичките науки. Никогаш не се покајав ни во ниеден момент, затоа што сум задоволна од студиите на политички студии. Ќе продолжам здравје од јануар во истата насока на применета политика на постдипломските студии и едноставно представува огромен притисок. Ме радува тоа што овој начин на студирање му овозможува на студентот да истражува и нормално. Нашите професори на оваа катедра ни овозможува ни дадоа слобода на истражување, да се произнесе сопствениот став, затоа што сметам дека за еден политиколог сопствениот став во текот на учењето, она што го црпиве ние од вас професорите, нешто што е круцијално и морално за еден политолог да може да се изгради како политиколог, затоа што она сувопарно на предавање без фидбек од страна на студентите за еден политиколог мислам дека не е во ред, затоа што јас на овие студии во текот на сите предмети кои ги имам изучено во текот на овие 3 години се соочи со сопствено истражување и можност која што ми се дава од професорите да го произнесам со сопствениот став и сметам дека тоа е нешто што е многу потребно на овие студии. Така. Кристијан, какви се искуствата, од каде мотивот да се студира еве како млад правник, студент по право? Се надевам наскоро и млад правник. Се надевам и јас исто. Вака ќе се навратам многу наназад, јас бев тогаш уште млад, 4-то оделение, 5-то оделение. Сватив дека можеби едно од квалитетите кои што јас ги поседувам е да можам добро да говорам и да ги користам зборовите во реченицата. Можеби мало влијание имаше мајка ми која што сакала да се запише на правниот факултет, но не успеала, па цело време ми кажува како сака да се запише на правниот факултет, па можеби тоа ставило некој мал впечаток, така да ја уште од како да е тоа 12 годишна возраст сум зборувал и на мои другари и на наставници кога би ме прашале дека јас би се запишал на правниот факултет. Тоа продолжи понатаму, како завршив 8 оделение, се запишав во средното економско и правно училиште Јовче Сличко во Велес и таму ја земав правната струка да изучувам, така да 4 години повторно поминав во екот на правото и таму, како што кажав претходно, учествував во 2 надпревари по ораторство кои што беа на државно ниво. Откако завршив тие 4 години, се запишав на правниот факултет, еве сега сум тука, влегов во факултетот со огромна илузија, со еден предизвик кој што сакав да го надминам.
Сметам дека на правниот факултет моментално, како што каже женета, има кај нив веќе тоа е многу поизразено, да го искажуваат својот став, да работат во тоа да истражуваат што е можно повеќе. Сметам дека постои мал простор за подобрување на правниот факултет во кој што студентите би можеле многу повеќе да истражуваат, многу повеќе да ги искажуваат своите ставови, да бидат за сето тоа или прашани, начинот на кој што тие размислуваат по односно определени теории, теми или било како да ги наречам сето тоа, но се надевам дека сепак нели ова ми уште сега втора година зимниот семестар дека ќе има понатаму многу поинтересни предавања, многу поголема интеракција со студентите, многу поголем предизвик да стане сето тоа за нас, да не биде само дојде дома, научи книгата, отиде на предавањето. Така да биде проста репродукција, туку многу повеќе практична и апликативна вредност да има сето тоа. Наоѓате ли инспирација кај поедини субјекти, би рекла, особено во говорништвото или пак можеби во текот на студиите? Што е инспирација за вас? Дали постои некој говор кој што можеби ве мотивира кога се занимавате со ораторство, или можеби додека студирате постои некој лик кој што ви дава инспирација, мотив дека може да се достигнат одредени квалитети? Жените многу понагласено веројатно на студиите по политички науки да се има инспирација и во поглед на поединци кои што оставиле белег на политичката сцена, меѓутоа и ораторството несомнено дава простор да се поистоветувате, да копнеете или да прегледувате нечии говори барем додека се подготвувате за настап на ораторската вечер. Во секој случај користиме секогаш стари добри говори кои што и видеа проследуваме од стари добри говорници кои што го работеле сето тоа. Професори исто така на мојата катедра кои што исклучително се добри оратори кои што можеме да го забележиме сето тоа. Меѓутоа тие се еден голем мотив, една голема инспирација, меѓутоа ти доколку во себе не тлееш, што викам јас, некое жарче за да може да те поттикне, да те издигне на говорница, затоа што говорницата е нешто што се една голема моќна сцена. Тоа се твоите 5 минути да го произнесеш сопствениот став, затоа што знаеш дека во тој момент публиката е дојдена само тебе да те слуша. Тоа е моќ која што говорникот само може да ја забележи и да ја почувствува во текот на својот говор. Така, но одреден говор политички, да речеме, или одреден лик од политичкиот живот, од јавната сфера кој што ви служел како инспирација, постои ли некој кој што би можеле да го издвоите? Па не, во моментов не би можела да издвојам никога на кого би се поистоветувала или на кого би се огледувала. Во секој случај имаме убави примери, меѓутоа ете за оваа бегалска криза во односно некако очекувавме посопствен став и истражување со оглед на тоа дека беше еден вид на дневна политичка тема која што континуирано се говореше и се зборуваше, па некако ние се потрудивме да бидеме различни и сопствени во тој поглед. Така, Кристијан? Јас повторно ќе се навратам малку кога започнав со говорењето. Сушност, главната причина поради која што ја започнав со говорењето беше говорот од The Great Dictator, го знаете, Чарли Чаплин. Тоа беше нешто, ја бев тогаш, значи, втора година средно. Дојда едни дечки кои што разговаравме во невладиниот сектор, зборувавме за презентацијски вештини, говоречки вештини. И случајно го пуштија видеото за да ни дадат пример како би требало да звучи еден говор. Тоа беа 5 минути во кои што ја бев целосно внесен. Мене не ми интересираше ништо друго што се дешава околу мене, јас бев фокусиран на видеото и го слушав тоа што го зборуваше. Тоа беше нешто фантастично, тоа во мене побуди чувства какви што ја претходно никогаш не сум почувствувал. И си дала во главата доколку овој човек успеа за 5 минути да го пробуди тоа во мене што ја до сега го никогаш исто, дека ја ќе се борам за тие ставови кои што он ги дал во тој говор. Сватив што всушност значи говорништвото, колку е тоа всушност моќна алатка и колку таа треба да се користи правилно, бидејќи постои огромна разлика помеѓу вешт говорник и добар оратор. Вешт говорник може да биде секој и може да пренесува секакви ставови. Добар оратор е оној кој што пренесува ставови кои што се морални, ставови кои што се вредни, ставови кои што треба сите да ги слушнат и кои што треба да ги практикуваат понатаму. Токму тука е таа разлика помеѓу вештиот говорник и добриот оратор. Јас одбирам да бидам добриот оратор, оној кој што ќе пренесува ставови кои што треба да ги почитуваме повеќето, кои што доколку се држиме за тие ставови ќе направиме да имаме едно подобро утре, едно подобро општество за нас сите денеска.
Токму така, овој говор кој што го спомнавте, често го користам како инспирација за моите студенти по реторика и верувам дека добар дел од нив навистина се инспирираат и драго ми е што слушам дека еве од новите генерации The Great Dictator навистина делува како еден инспиративен говор особено за оние кои што започнуваат да ја градат љубовта кон ораторството. Да, па дури истражував по повод тој говор дека всушност тој говор е правен по на ритам на срцето, како доаѓа ред по ред, полека и село тоа звучеше како, нели, да ве подкрива целосно да можете да летнете. Да, тоа е рецептот за најголемите и најпознатите говори кои што постоја досега. Одиме овде со куста пауза за реклами и музика и се враќаме за последниот блок од нашиот разговор. И во последниот блок од умствена гимнастика заедно со младите оратори и студенти на право и политички науки Кристијан Милушевиќ и Жанета Богоевска ќе позборуваме малку повеќе за оние активности кои што еве како млади политиколози и правници ги превземате надвор од она што значат студии на правниот факултет. Еве Жанета спомна веќе дека ја гаи љубовта кон ораторството и е посветена на клубот на оратори. Меѓутоа, таквата активност што подразбира? Дали само работење со потенцијалните млади оратори во иднина или пак организирате и одредени настани на кои што и пошироката публика која што не следи можеби имала желба и волја да се приклучи? Да, апсолутно. Ние од клубот на оратори, освен што ги работиме традиционалните обуки за јавно говорење и реторички вештини, еднаш годишно работиме проект заедно со Црвениот крст на Република Македонија, Ноќ на беседи. Тој е хуманитарен настан, значи со хуманитарен карактер, каде што финансиските средства собрани се донираат до одредена целна група која што нормално ни потпомага Црвениот крст да ја пронајдеме. Меѓутоа нашата задача таа година е тематска. Секоја година различно изработува говориме говори, односно беседи во таа вечер, што се најчесто историски говори, веќе кажани од некого што продреле многу до општеството, кои што поттикнале масата. И таа вечер едноставно ние ги подготвуваме тие говори, нели треба да се научи напамет кога не станува збор за твој говор. Меѓутоа, освен ноќта на беседи, работиме и проекти со средните училишта. Средношколците ги обучуваме за јавно говорење и реторички вештини и нормално невладини организации кои по меморандумски пат секогаш работиме различен тип на проекти. Ми представуваше особено задоволство што воената академија не покани да бидеме дел од нив, односно да ги обучиме питомците за ораторство, така да секоја година имаме некој различен проект. Оваа година последно нешто што заврши е обуката се приклучивме на часот по приватност со дирекцијата за заштита на лични податоци и работевме еден заеднички проект кој се нарекуваше час по приватност. Одлично, значи дека имате нови предизвици секоја година. Секоја година се различни проектите кои ги работиме, нормално се остануваат нашите традиционални активности, меѓутоа секоја година пробуваме да продреме во еден различен дел од општеството, различни сегменти каде што секаде можеме да го имплементираме ораторството. Така, Кристијан, знам дека сте дел од Црвениот крст, каде што работите. Жанита спомна дека веќе имате одредена соработка. Меѓутоа се чини дека за младите амбициозни студенти никогаш не е доста само да бидете посветени единствено на студиите, туку секогаш наоѓате предизвик повеќе. Дали тоа ќе биде Црвениот крст или некоја друга невладина организација каде би го потрошиле времето и можеби би се почувствувале дека давате одреден општествен придонес. Да, всушност тоа е поентата на Црвениот крст, бидејќи таму, нели, секој делува волонтерски, јас сум таму веќе 6,5 години, наредната година ќе ми биде 7. Навистина е прекрасно чувството кога си дел од Црвениот крст и кога навистина можеш да придонесеш за општеството, да видиш едно подобро општество, без при тоа да вложиш ништо повеќе од сопствените способности и сопственото време, да го вложиш за да можеш на некого да му направиш да има подобро утре. Навистина е прекрасно тоа чувство кога ќе погледнете на насмевка на лицата на луѓе кои што се сметаат за угнетени, кои што навистина немаат можност од каде да го црпат, а надежта наоѓаат баш во оние луѓе кои што го посведуваат своето време и способности за да можат да им пружат барем 5 минути среќа. Исто така пронаоѓам и други предизвици, или сепак покрај Црвениот крст, морам да кажам дека сум членот YPR организација која што е мрежа на врснички едукатори кои што се занимаваат со врсничка едукација како една од главните теми на кои што се стремиме, сексуалното и репродуктивното здравје и права.
Навистина е прекрасно тоа, бидејќи тоа е еден концепт во кој што врсници пренесуваат знаење на врсници. Сметаме дека оној концепт во кој што например или наставник ќе дојде да предава за некои проблеми кои што се многу попипливи за генерацијски поблиските генерации, многу подобро тоа да го прават луѓе, односно млади луѓе кои што се многу поблиски генерацијски, сето тоа да изгледа на многу поефикасен начин и тоа да биде многу подобро воспримено. Така да, како што кажавте, не само како млади правници кои што сме на студиите, ние сме активни надвор од нив, затоа што е многу битно да бидеме, да го сватиме концептот на активно граѓанство, да бидеме луѓето кои што ќе бидат внатре во општеството, кои што ќе делуваат и ќе можеме да го направиме ово општество едно подобро место за живење за сите нас, не само утре, туку и во моментов денеска. Така. И јас навистина се радувам на ваквата енергија која што ја имате, иако изминатите пред неколку емисии веќе дискутирав со студенти исто на нашиот факултет кои што зборуваат дека се помал е бројот на студенти кои што пристапуваат кон граѓански активизам или кон волонтеризам, некако како да се резервирани во однос на овие прашања. Меѓутоа, навистина ми давате убава енергија и се надевам дека ќе инспирирате и ќе мотивирате дел од нашите слушатели кои што можеби и го трошат своето време на социјалните мрежи, седат дома и слушаат радио, дека може да сторат нешто за себе, а тоа е да дадат општествен придонес и да се приклучат во некоја од невладините организации, ќе сторат нешто добро за себе, меѓутоа нешто добро и за останатите. Овде истекува времето за нашата емисија. Јас ќе ви се заблагодарам за вечерашното гостување. Ви посакувам многу успеси во текот на студиите и се надевам дека ќе ве видам и до година на ораторската вечер со уште поголеми успеси и со поинспиративни говори. Овде се поздравувам и од нашите слушатели. Бидете на фреквенцијата на Радио Слободна Македонија, која што денес го празнува својот роден ден. Јас ќе се поздравам овде од вас и ја закажувам следната средба за точно 7 дена. Јас сум вашиот уредник и водител на емисијата Христина Рунчева-Тасев. Слушавте умствена гимнастика на 11 декември 2015 година во продукција на Радио Слободна Македонија. До слушање. Умствена гимнастика со Христина Рунчева-Тасев. Отворање на прашања од областа на применетата филозофија, анализа на тематски подрачја кои го следат духот на новото време и слободната критичка мисла. Човековата личност е во фокусот на вниманието и нејзиното соочување со современите предизвици на денешницата.